Ракометниот клуб Пелистер наскоро ќе добие нов мнозински сопственик. Советот на општина Битола на 65-тата седница расправаше за одлуката за продажба на доминантен пакет на акции кои се во сопственост на општината. Пакет од 51% од акциите по пат на јавно наддавање со објава на јавен повик за поднесување на понуди. Опозицијските советници се одлучија да не гласаат по оваа точка на дневен ред, бидејќи како што велат, сакаат прво да ги имаат на увид предлог договорите. После добивањето на договорите, пред купувачите договорите за акции за ракометниот клуб, комисијата за спорт во општина Битола ќе ги разгледа, ние како политичка субјект ќе ги разгледаме и потоа ќе завземиме официјален политички став. Не сакаме со ова сакаме да го заштитиме ракометниот клуб и не сакаме да дозволиме ракометниот клуб да западне во рацете на некои кои ќе го уништат брендот на Битола. Советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата сметаат дека со продажбата на мнозинскиот дел од акциите ќе се создадат услови за поголеми успеси на ракометниот клуб. Придобивките од приватниот сектор, односно вложувањето на приватниот сектор во спортот, видливи се веќе и во Македонија, дали со ракометниот клуб Вардар и други спортови, така да не е ништо ново ако се отуѓи главниот дел на акциите од ракометниот клуб Пелистер на доминантен собственик, односно на приватен инвеститор. Тоа не значи дека Битола како општина ќе се откажи од секакви вложувања, односно помагање на спортот во општината. Инаку согласно предвиденото, акциите се продаваат по вредност од 6150 денари по акција. Основен критериум за избор ќе биде највисокиот понуден износ на минимум годишно вложување за временски период од 3 години, при што процентуално ќе вложува во вкупен буџет не понизок од 300.000 евра годишно, а по 3 години предвидено е да се спроведе постапка за продажба на дополнителни 25% од акциите, сопственост на општината и процентуално учество во финансирањето во следниот период. Купувачот на доминантниот пакет на акции од 51% има обврска да ги докупи 25% од акциите после третата година, доколку нема друг купувач.